70 километри нов гасовод, од кои 23 на македонска страна од Клечовце до граничното село Сопот ќе биде новата интерконективна линија меѓу Македонија и Србија. Проектот вреден 29,4 милиони евра предвидува комплетна изградба по системот клуч на рака, вклучително со урбанистичко одобрение и дозвола за употреба со 5 придружни објекти. Во владата беше потпишан договорот со компаниите кои ќе го градат интерконекторот, што треба да биде реализиран до 2029 година. Со овој, но и со другите стратешки проекти, премиерот порача дека државата ги поставува основите да стане главна сообраќајна и енергетска раскрсница меѓу коридорите 8 и 10 во овој дел од Европа. Ние сме држава која што не излегува на море и со вакви проекти, кога се поврзуваме со пристаништа, во случајов како што е терминалот Александрополи, кога се поврзувавме со Солунското пристаниште, со продуктоводот и нашата рафинерија Окта, кога градиме интерконектори во делот на снабдувањето со електрична енергија, поврзување со нашите соседи, ние на тој начин ја подобруваме и нашата геостратешка положба како држава. Низ таа оптика го гледам и овој проект, оваа цевка која што треба да ја поврзе Македонија со Србија, исто како што цевката треба да ја поврзе Македонија со Грција. Посебно што е двонасочен овој цевковод и сето тоа му додава вредност на самиот проект. Оваа инфраструктурна поврзаност директно се надоврзува на процесот за приклучување на Македонија кон вертикалниот гасен коридор. Номагаз веќе учествува во разговорите и следната недела се очекува формализирање на приклучувањето на Македонија. Со тоа стануваме активен дел од пошироката соработка меѓу операторите и државите од југоисточна и централна Европа. Овој процес носи нови можности за транспорт, трговија, диверзификација и зајакнување на сигурноста во снабдувањето. За премиерот е од исклучителна важност што градежните работи ќе ги изведуваат домашни компании, што директно ќе даде поттик на домашната економија. Изведувачите уверуваат дека со капацитет од 160.000 кубни метри на час, новата мрежа ќе обезбеди висок степен на техничка пристапност и рамномерно управување со вертикалниот енергетски коридор. Во рамките на проектот ќе бидат изградени 5 придружни објекти: главна интерконекторна мерна станица, редукцијска станица, блок станица и 2 приемно отпремни чистачки станици. Системот е проектиран со висок степен на техничка сигурност, современна мерна контролна опрема, можност за далечинско управување и поврзување со SCADA системот. Предвидениот технички капацитет изнесува до 160.000 кубни метри газ на час, со можност за двонасочни текови. Покрај со Србија и Грција, владата разгледува можноста за енергетско поврзување и со Косово. Физибилити студијата треба да даде одговор за потребите на соседната земја и покрај тоа што таа располага со сопствени количини на јаглен. Мирена Давидовска, Сител телевизија.